Поштовани гледачи, овој пат сакам да отворам една тема која во јавноста е се поприсутна, меѓу предприемачите со се поголем интерес, меѓу домакинствата со доза се уште на внимателност и на преиспитување. Тоа е прашањето на што би можело да се направи како алтернатива на домашно производство на инаку скапите увозни енергенси пред се на електричната енергија. Во овој момент се обидов да пресметам, иако морам да се оградам со мојата аматерско познавање на мегавати, гигачасови и така натаму, дека во овој момент во неколку крупни инвестиции во наredните 2 до 3 години во фотонапонски централи и во ветерничниот парк Македонија би можела да инсталира најмалку 400 мегавати, што отприлике би значило половина и нешто повеќе од рек Битола. И тоа би било добра позиција за македонската економија. Она што станува можеби прв знак дека и домашните компании и како производители, а и како потрошувачи го сваќаат новиот тренд на обновливите извори е фактот дека пред 4 или 5 години, не ме фаќате за збор, Pixel, македонска компанија, беше првата која ги отвори погон производен за фотоволтаични модули. Денешен гостин ваш и мој е собственикот и еден од, да речем условно, енергетските стратези. Тоа е Горан Паунов, магистар Горан Паунов. Инаку за провокација од таа средина помалку или повеќе знаат произлезе и сегашниот премиер на Македонија Димитар Ковачевски, кој освен што беше професор на Американ коледж, во еден период заедно со Паунов се обидуваат да освојат одредени странски позиции и интереси за оваа област. Паунов, со сите огради што морам да почнем да ги кажам, дозволи ми да водам еден аматерски разговор, што би значило да им приближиме актуелно значење на фотоволтаиците и ветерниците. Зошто се определивте пред 4-5 години? Имавте чувство дека ќе дојде ова време, стартувавте со 20 мегавати, стигнавте до 170. Дали вие сте барометар дека предприемачите, средните компании, па и домакинствата веќе размислуваат за поставување на фотоволтаични, како што се вели, струја во двор? Најпрво, добар ден и благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Од ова што се го кажавте, јас би кажал дека од се и по нешто допринесе да, еве денеска, 4-та година како Pixel Group работи и произведува фотоволтаични панели, може би сме биле не само визионери, туку и ја лично ги очекував и ги предвидов некои работи како ќе се дешаваат во годините од 2018 па натака. Свесен бев дека во Македонија во тој период и годините наназад многу малку се има инвестирано во енергетските системи, поготово во обновливите извори на енергија. Во неколку наврати тоа сум го кажувал јавно, тоа сум го исто така и публикувал и потенцирал, дека касниме со доста во тие процеси. Тогашниот инсталиран капацитет, поготово фотоволтаиците, беше повеќе од скромен, имајќи во предвид кои беа бројките во регионот, а од друга страна кој е потенцијалот на Република Македонија во поставување на фотоволтаични централи и имајќи во предвид кои се техничките можности, затоа што и тоа е еден многу важен сегмент, дали постојат услови технички за поставување на фотоволтаични централи и во, да речеме, на земја со поголем капацитет и она што го спомнавте за домакинствата или за правните субјекти.
Затоа што мислам имам една девиза која што секогаш ја кажувам, поготово кога збориме за тие технички услови, дека секогаш има и мора да има. Прашањето е само колку чинат тие технички услови. И затоа денеска зборуваме дека фотоволтаичните системи, поготово за домакинствата, стануваат реалност, но стануваат и реална потреба. Сега прво, за да го расчистиме тоа, дали се подготвени, сега не знам, има правилници, стандарди, дали е подготвена Евана, дали се подготвени стандарди во кои, ако се решиме, сега, освен големите компании, ние домакинства да инсталираме фотонапонски модули, да се поврзе Евана со мојот часовник, да ја преземе вишокот на струја, дали при тоа има одреден регуларен пазар на тој план? Значи, и пред 4 години тие технички можности постоеја. Добро. И сега постојат. Но имаше административни пречки или, како да кажам, свесни или несвесни обструкции околу овозможувањето, поготово на домакинствата, да инсталираат фотоволтаични системи. И сега ќе ви кажам пластично во што, да речеме, беше главниот проблем. Во самиот правилник за обновливи извори на енергија постои категорија или статус производител-потрошувач кој што подразбира да едно домаќинство може или можеше да постави 4 киловати инсталиран капацитет на своите кровови, но да не се снабдува од универзален снабдувач. Вие знаете сами. Па ние сите сме од Евана, Евана Хом. Така. И тоа беше главната пречка, затоа што на тој начин домакинствата мора да се откажат од договорите, ако сакаат да постават фотоволтаик, да се откажат од договорите со универзалниот снабдувач, што е со Евана, да излезат на слободен пазар, да номинираат енергија или некој за нив во нивно име да номинира енергија. И тоа едноставно е процедура која што никој не сака се замара. И од тие причини во изминатиот период ние имавме, не знам, 3-4 инсталации, не повеќе мислам на крововите, и тоа беа пред се луѓе кои што исто така има визија дека да, тоа е потреба и го знаат и како искуство во други држави и зошто кај нас тоа не постои. Да бидам искрен, во тие ситуации и Евана пробаше да ја испита ситуацијата и можноста дали тоа и како би функционирало. И како такви пилот проекти тие де факто профункционира и се види дека тоа функционира. Ја не гледав и тогаш проблеми како и денеска што не гледам. Да не спомнувам дека само во периодот 2019 година нашата компанија преку другата сестринска, да речеме, компанија, инсталиравме на 104 школи, кровови, значи на школи во државата, по 15 киловати фотоволтаични системи, кои што, за жал, може и не поминаа многу во јавноста како проекти, но и те како сега во оваа ситуација на енергетска криза даваат значителен придонес, поготово во помалите сметки за електрична енергија. Павло, само малку систематично да не се изгубаме сите бројки. Прво, дека сме меѓу последните во користењето на нови модели на обновливи извори. Почитав еден ваш став, во Бугарија има околу 1200 мегавати инсталиран капацитет. Тоа е интервју кој сте го дали, рече си, пред 2 години. Значи сега е преку 2000. Преку 2000. Сега, Грција лани над 2400, ние сме последни, дури и после Албанија. Така е. За жал така е. Што треба да се направи во овој момент? Да се подигне нивото на интересот за обновливите извори, не само за изградба, туку и за потрошувачка и за начинот на кој ќе субституираме дел од така наречената скапа струја која увезуваме. Значи, веќе интересот е зголемен. Добро. Вистината е таа дека сега во секојдневните разговори една од главните теми е фотоволтаиците. За домакинствата мислам дека проблемот ќе се надмине со тоа што веќе е на повидок новиот правилник кој што ја зголемува нивото на но прво ја отклонува она бариерата, пречката што беше да домакинствата не мора да се снабдуваат од универзален снабдувач, туку буквално може да се снабдуваат од универзален снабдувач и тоа веќе као пречка бариера не постои и веќе
Со тоа мислам дека значително ќе се зголеми интересот во домаќинствата, додека компаниите сега и ради постоечката ситуација, тие имаат техничка можност. И претходно имаа и сега имаат техничка можност да поставуваат на своите кровови онолку колку што реално им треба за да со таа инсталирана моќ да влијаат значително на тој бруто енергетски. Каков е зголемен интересот? Јас прочитав дека на пролете 2018 кога практично профункционирате со првиот модул, мислам дека Mac Progress беше првата во која инсталиравте. После тоа се реде уште неколку вака по-значајни компании, Витаминка и така натаму. Во овој момент, колкав е тој број на компании кои имаат така речени фотоволтаични паркови? Па јас од сега пред да дојдам во вашето студио, мислам дека со денешна бројка сме преку 200 компании. 140 имаме само до сега подпишани. Кога кажувам, тоа се средни, сите се средни компании и големи компании и збориме за капацитети над 100 киловати. Што во номинала значи дека само до сега март месец, заклучно со март месец, имаме најава за поставување на преку 44 мегавати. Само на крововите на тие правни субјекти. А до крајот на годината, се извинувам, нашите проценки и естимации се дека можеби ќе дојдеме до бројката околу 80 мегавати. 104 училишта се поставени во фотоволтаици. Тоа многу би било интересно за, да речем, условно за селските поголеми училишта кај што струјата варира. Но, она што го следам од разговорите со градоначалниците, веќе потекнува Костадинов од Струмица, вели, не ми требаат донации од државата, ми требаат услови и субвенции за да можам да поставам фотоволтаици и да ја заменам скапата струја за улично осветлување, за некои јавни предпријатија и така натаму. Има ли интерес во општините за своји локални паркови каде што треба да се... Има интерес. Има интерес и она што вие прво го кажавте, и јас се согласувам со вас, прво и основно е, според мене, и тоа е сугестија до градоначалниците, барем школите и градинките да имаат поставено фотоволтаични системи или фототермални системи, кои што ќе влијаат и како на потрошувачката на електрична енергија за тие установи, а понатака, со оглед на тоа што една локална самоуправа има и други придружни институции кои што се во рамките на локалната самоуправа, значи комунални предпријатија, кои што водоводи и така натаму, кои што трошат и реално трошат доста енергија, таа енергија можат и како да ја компензираат доколку инсталираат поголеми системи, значи вие го спомнавте Костадинов, знам и други градоначалници кои што размислуваат во таа насока да поставуваат, да речеме, поголеми соларни паркови од по мегават, 2 мегавати, кои што ќе субституира значителен дел од потрошувачката што ја имаат за токму за тие потрошувачи. Значи, кај што има моторни пумпи, не знам, кај што треба, да речеме, вода да се дистрибуира до домаќинства и така натаму. И прашањето е само кој модел ќе го изберат. Затоа што сепак такви инвестиции, знаете дека имаат одредена вредност. Да речеме, системот 2 мегавати сега со новиот пораст на цените ќе чини сигурно 1,5 милион евра. Во овој момент и во... Ама 1,5 милион и почетна инвестиција, колку ќе субституира од така речената скапа струја? Па тој ќе субституира повеќе од 30, може и 50% ќе субституира. Прашањето е, значи, како е сега дистрибуцијата на потрошувачката на електрична енергија. Тоест, дали тие потрошувачи ја трошат денски или ја трошат навечер. Но како и да е, фотоволтаикот произведува електрична енергија во дневна тарифа, која што по дефиниција е скапа тарифа. Иако денеска имаме, или пред некој ден имавме парадокс, цената на електрична енергија на берзата во висока тарифа беше пониска од базната. Значи се случи таков прецедент пред 2-3 дена. Тоа беше, но пак ќе кажам, денската цена на струја секогаш била и ќе остане понатака повисока, а фотоволтаикот го дава токму тоа. И затоа, да речеме,
Ако локална самоуправа инвестира во такви соларни паркови и ако го најде правиот модалитет, у смисол преку јавно-приватно партнерство или собствена инвестиција, верувајте дека тоа се инвестиции кои што на краток, среден, па и на долг рок се повеќе од исплатливи. Првото прашање што ми е најблиско, а тоа е за колку време е исплатливо. Видете, На времето се велеше 7 до 10 години по она бенефицирана струја што ја користиме. Сега во услови кога струјата е джене мотивирана заедно со нафтата, за колку време ова инвестиција која некогаш е кај големите компании 1 милион нешто и повеќе. Господине Чомовски, и јас и вие знаете дека кога бориме за енергетски капацитети, прагот на повраток на инвестиција е релативно повисок, ама и тогаш велиме дека има исплатливост. За вакви објекти, за вакви капацитети, поврат на инвестиција од 5 до 7 години е релативно низок. Да не збориме дека во моментов, при оваа актуелна цена на електрична енергија, тој прак е понисок. Јас ви уверувам дека со овие цени на чинење и на опремата, колку и да има порас на репроматеријалите, на изведбите и така натаму, повратот на инвестицијата е во еден разумен рок од 5 до 7 години, не повеќе. Горан Павлов, собственик на Пиксел, на почетокот мала компанија, сега веќе сериозна средна компанија која влезе на пазарот на производство на модули за фотоволтаици. Павлов, овде има една работа која стално велиме Македонија еден чекор за доснова. Да ги направивме овие ветерниците, ветерниот парк или барем два од овие големи фотонапонски паркови, денеска немаше можеби да не боли глава или барем не така драматично. Но она што сакам да ве прашам, сепак има крупни 4-5 инвестиции кои доаѓаат странци, дали се тие и со домашно финансирање и така натаму. Не почувствувате потреба вие да аплицирате за некаков таков поголем парк каде што ќе вложите и дел од сопственото производство и дел од сопствените знаења? Па кога беа тие постапки, за жал ние бевме на почетокот, и критериумите кои што беа поставени во тие тендерски документации беа такви да ние во моментов не можевме да одговориме. Значи, знам што е, тоа е бонитетот на фирмата, но ја ве прашувам, дали, сега друго е прашањето, дали деловните банки го чувствуваат билотот, срцевината на овој процес да може да финансираат и домашни производи? Да, сега веќе постои такво едно чувство. Мислам дека го поминавме и периодот на она што кажувам јас природна скепса, што е во нашиот менталитет према домашното производство, секогаш да имаме една почетна недоверба, па дали она што го произведуваме одговара по квалитет на она што доаѓа од надвор. Мислам дека и тоа на некој начин се потврди токму преку што на почетокот вие спомнавте инсталациите во компании кои што сепак се извозно ориентирани, се сепак некои брендови во Македонија и значат нешто за македонското стопанство. Тие првични резултати не само што се потврдија, туку тие ни беа на некој начин една реклама и препорака кон други компании да инвестираат со домашни производи и за домашни панели. Конкретно и банките во овој дел сега веќе се многу по, да кажам, насочени кон нас, имаме поддршка и веќе мислам дека не постојат никакви проблеми да и ние учествуваме во инсталација на поголеми капацитети во нашата држава и еве јас можам, доколку дозволите, можам да кажам дека сме веќе на пат да инсталираме некаде околу 10 мегавати наши инсталации на неколку локации во Македонија и тоа веројатно до крајот на годината, најкасно до март следната година ќе биде реализирано. Во оваа трка на обновливи извори, фотоволтаици или ветерници, еден период со паркот во Богданци бевме меѓу најскапите со инсталираната мок на на овие ветерниците. Што денеска ќе биде поисплатливо со оглед на фактор дека повторно треба цели плантажи или и ова хектари на нови ветерници на местото на овој аеродромот, мислам, Овче поле и така натаму.
трката треба да биде паралелно кон диверсификација на изворите или насочени кон, да речем, условно еднонасочни или ветерници или фотоволтаици. Видите, кога ќе збориме за обновливи извори, значи тука треба да го гледаме целиот спектар кој што може да се понуди во делот на обновливи извори и не треба само да се фаворизира можеби една област, а другите да се запоставуваат. Но генерално во Македонија најголем потенцијал имаат фотоволтаиците. Прво затоа што Македонија е земја на сонцето, затоа што имаме изворедно поволни услови за поставување на фотоволтаици со таа надпросечна сончева радиација, надпросечно сончеви денови во регионот. И за мене е поразително сето ова време да бидеме, да речеме, на последното место во инсталиран капацитет на фотоволтаици во регионот. Ветер во Македонија, дали има или не? И тоа е тема што многу пати сме дискутирали дури со моите професори со кои што сме, да речеме, блиски на оваа тема. Јас, да бидам искрен, сум магистрирал токму на таа проблематика на ветерна енергија, но во Македонија за жал нема толку позиции поволни за поставување на ветрогенераторни системи и тие 2-3 точки кои што и вие ги спомнате веќе се сега се покажува дека на европскиот пазар недостигот на струјата од ветерниците во Норвешка и во Австрија и во Франција не ги даде резултатите што ги очекува. На крај, господине Паунов, бидејќи мора да следите што се случува на светскиот пазар. Да. Што нам ни престои со електричната енергија? Уште ќе бидеме под стресот на војната на Русија или може да се очекува, или ако го цитирам Ангюше, вели струјата више заборавајте дека ќе биде ефтина категорија, нели? Што нам ни престои сега? Па јас прво реално очекувам дека мора да настане процес на стабилизација на цената на струјата. Дека ќе настане намалување на цената на струјата, и тоа го очекувам, но нема никогаш веќе да се врати она состојба што била од пред кризата. Од тие причини во наредниот период очекувам уште поголем интерес во инвестициите во доменот на фотоволтаиците, но очекувам дека инсталациите во фотоволтаиците значително ќе заземат простор во тие брутоенергетски биланси и инсталирани капацитети, енергетски капацитети во државата. Реално, она и вие што го кажавте, очекувам дека во наредните 2 до 3 години 500 до 800 мегавати на вистина ќе се инсталираат во фотоволтаици и очекувам дека Македонија ние кажуваме 40-50% увозно зависна, не. Моите бројки кажуваат нешто сосема друго, преку 65% сме увозно зависни, но ќе намалиме таа увозна зависност и ќе дојдеме до... Чекај, зашто ги криеме податоци дека сме толку... Па затоа што веројатно секој прави математика како што му одговара. Јас кажувам многу пати дека сепак енергетиката е една екзактна наука и кај што бројките се немилосредни и ако сакаме да и кажеме точните бројки, можеме многу лесно да ги кажеме и да ги пресметаме. Затоа што знаеме со кои ресурси располагаме, знаеме кој ресурс колку дава на дневно ниво, знаеме колку трошиме. На крајот на краишта и вие на почетокот кажавте аматер, меѓутоа многу добро ги баратате бројките. Земете ги графиконите на неколкуте релевантни енергетски институции у државата, преклопете ги таму кај што ќе се поклопат, ќе ги покажат точните бројки, нема тука филозофија. Прочитав една студија околу искористеност. Да. Особено во зимно време, во магловито време, во време во кое фотоволтаиците даваат, да речем, помалку, многу помалку. Так. Но како би можело да се компензира шпицот со недостигот? Затоа и кажуваме дека фотоволтаиците не можат да бидат главниот енергенс. Значи треба да бидат да пеглаат струја, напони. Значи тој може само тој може да дополнува. Добро. Значи може да ги дополнува сите оние енергетски потреби и затоа кажуваме дека и во Македонија мора да размислуваме на
замена на рек Битола, на некоја базичен енергетски ресурс кој што ќе носи целата, да речеме, таа базна енергија, а фотоволтаиците можат и текако да дополнуваат. Еден голем хидропотенцијал ни треба и текако заради и реверзибилност, она што го вие кажувате да во ситуации кога фотоволтаикот нема да ги даде очекуваните резултати или ветерниците, како што спомнавте во Европа, но ќе имаме еден стабилен енергиен ресурс кој што во тие моменти ќе ја компензира таа енергија. Затоа кажувам, 30 години го збориме, Чебрин галиште, ќе се гради, нема да се гради, но ни треба. Подобро да збориме одошто да го испуштиме од вид. И на крај, господине Паунов, за она што инаку предполагам сите наши гледачи се прашуваат како ние да ги инсталираме модулите и така натаму, колку инвестиција чини, но моето прашање е дали Евана е подготвена да ме прифати како потрошувач, но и како произведувач. Во една смисла како потрошувач да го преземе мојот вишок, да го продаде. И на крајот основното прашање кога ќе ги пегламе разликите меѓу понудената струја и потрошената струја. Од она што го знам, Евана е спремна тоа да го прави и мора да го прави. Сега со новиот правилник ќе мора да го прави тоа. Ќе мора секој што ќе инсталира таков систем да кај него да биде поставено двосмерно брајло, кој што ќе мери енергијата во две насоки, значи она што би го земал потрошувачот од дистрибутивна мрежа и она што ќе го даде кон дистрибутивна мрежа, она што ќе го искористи у прв момент. И на крајот е важно како ќе биде на крајот пеглањето што го кажувате, билансирањето. Дали тоа ќе биде на месечно ниво, на 3-месечно, на 6-месечно или на годишно ниво, предпоставувам нешто што ќе се договори меѓу снабдувачот и корисникот. Но тоа, верувате, е најмалиот проблем, затоа што на крајот на краишта се ќе биде евидентирано. Јас реално очекувам и на година дена да е поравнувањето, не е никаква пречка доколку вие поставите фотоволтаики, знаете дека тој на крајот на годината од вашите 4 киловати ќе ви даде околу 5000 киловат сати годишно. Добро, гостин во утрински брифинг на завршницата беше Горан Паунов, собственик на Pixel, една од најбрзо растечките компании во земјава, која произведува и поставува ова што е сега тренд енергетски фотоволтаични модули. Во еден период да не речам се дружевте, имавте интересни сфери заедно со актуелниот премиер Ковачевски. Како политички нови прашувам, има Ковачевски интерес уште во вашата компанија? Не. Не. Нема интерес. Не, но тој е, пошто беше во оваа проблематика, многу добро ја знае оваа проблематика и затоа веројатно афирмативно настапува во сите оние што до сега постоја како пречки, поготово административни, и во донесувањето на новите правилници за олеснување, а сето тоа е во интерес пред се на граѓаните. Има една предност од овие 7-8 крупни договори што се за фотоволтаици во ветерници, само ЗАЕФ и Груби имаат подпишано, тој нема се уште ни еден договор таков подпишан, што му е предност. Се разбира, ќе следиме дали овде ќе има некаква друга дополнителна дебитна комбинација. Ви благодарам што бевте љубезен, мислам дека моја скромност е дека треба да се поише да го афирмираме ова, зашто луѓето треба да се навикнат на новата филозофија на енергетските биланси и енергетската потрошувачка. Ви благодарам за поканата, се надевам дека ќе имаме повторно прилика да поразговараме, а јас лично ве поканувам да ја посетите фабриката на лице. Со задоволство, со задоволство. Ќе донесам и Сашо Дановски да излезе од оваа матрица на дневни политички. Добре дојдени, Сашо. Благодарам многу. Поштовани гледачи, тоа беше се. Александар, не го гледам каде. Александар избега или ќе завршиш? Останува Александар Петревски со последниот избор на вести. Се разбира, ве подсетувам уште еднаш дека за неколку часови, за неколку, може би и за еден час, ќе добиеме првата демографска слика нова на Македонија со соопштувањето на пописот направен пред 6 години, пред 6 месеци. Немојте да лицитирате и да се кладете, зашто ниеден од податоците соопштен во јавноста, што значи дека ги знам 95% какви се резултати, но нема да ги соопштам, не се точни.
Но како и да е, моje длабоко убедување дека веројатно ќе завршиме со етницизмот и за тоа кој, колку е и како е. Веројатно ќе се подсетиме на еден историски стих на Гане Тодоровски: колку сме, толку сме, токму сме. Пријатно од мене.